Добро вечер, Македонија. Ова е ново коло, нова шанса, нова можност за некој од вас да стане новиот лото милионер. А премијата изнесува над 15 милиони денари. Пред да започнеме со извлекувањето, да ја поздравам комисијата која ќе се грижи за регуларноста. Во улога на председател е госпогица Јована Трајковска. Дали е се во ред? Благодарам, Кристина. Комисијата ги направи сите потребни проверки, заклучивме дека се е во ред, им посакувам многу среќа на сите лото и џокер играчи. Доколку ги оплативте вашите срекни комбинации, земете ги и вашите пенкала и останете со нас до крајот. Пред да започнеме со извлекувањето, да погледнеме како играла Македонија. Комисија. Вкупната уплата за ова 61-во коло изнесува 2.787.270 денари. Бројот на одиграни комбинации изнесува 92.909. Фондот на добивки е 1.393.635 денари и фондот за седумка 15.376.000 денари. Ви благодарам. А сега е време да ги дознаеме добитните комбинации. Топчињата може да паднат токму во овој момент. Драги лото пријатели, ви посакувам многу среќа по вечерашното извлекување. Може би вечерва ќе го дознаеме новиот лото милионер. Го извлековме првиот лото број, а тоа е бројот 18. Заокружете бројот 18. И веќе сме во исчекување на вториот лото број. А тоа е бројот 10. Заокружете бројот 10. И веќе го извлековме третиот лото број, а тоа е бројот 24. Заокружете 24. До сега ги извлековме 18, 10 и 24, а следниот лото број е бројот 31. Заокружете 31 и веќе имаме 56 четворки во вредност од 300 денари. Продолжуваме понатаму. Следниот лото број е бројот 13. И број 13 ни донесе 4 петки. Следниот извлечен лото број е бројот 25. Го извлековме бројот 25. Се уште немаме шеска, имаме многу петки, многу четворки. Ја губиме шансата за седумка. И седмиот извлечен лото број е бројот 8. Заокружете бројот 8. Бројот 8 ни донесе дури 3 шески, многу петки, многу четворки. Лото броевите се 18, 10, 24, 31, 13, 25 и бројот 8. Да ја погледнеме лото комбинацијата. Лото комбинацијата гласи 8, 10, 13, 18, 24, 25, 31. И можеме веднаш да го проследиме неофицијалниот извештај. Комисија. Со 7 погодоци немаме добивки, со 6 погодоци имаме 3 добивки, вредност на добивката изнесува 99.344 денари. Со 5 погодоци имаме 81 добивка, вредност на добивката 2453 денари и со 4 погодоци имаме 1334 добивки во вредност од 300 денари. Фондот за добивка со 7 погодоци за следното коло ќе изнесува 15.706.000 денари. Ви благодарам, честитки од мене и од целиот тим од срекното студио на Канал 5 телевизија и Државна лотарија.
А сега на најава за најсреќниот сајт, а тоа е добро познатиот megawin.mk. Минатата недела на megawin.mk повторно имавме одлични добивки и нови милионери кои веќе уживаат во нивните милиони. Овој пат големите награди достигнаа неверојатни 53 милиони денари. Може ли да поверувате? Може вие да сте следниот милионер, се што треба да направите е да влезете на megawin.mk. А дали некогаш сте се запрашале како се подготвува комисијата, кои процедури се спроведуваат и што се случува зад камерите? Погледнете во прилогот. Која е улогата на комисија? Улогата на комисијата, која е составена од председател и двајца членови, е да се грижи одблиску во живо, нели секоја емисија за двете игри на среќа и на лото и на џокер, да се погрижи за регуларноста во двете извлекувања. Тоа што опфаќа од почетокот на вадење топчињата од сефот до нивното спроведување, ставање во барабаните. Значи, комисијата гледа дали нормално сите топчиња се на место, сите се поставени како што треба и пред самото започнување прави и пробно извлекување и со самото тоа кога ќе види на лице место дека се е во најдобар ред, дава зелено светло и извлекувањето може да започне. Како се проверуваат машината и топчињата? Машината и топчињата се проверуваат на начин што, како што кажав и пред малку, пред секој извлекување правиме пробно извлекување и со џокерот и со лотото. Тоа е на ист начин како емисијата во живо, само што е нели зад камерите. Се исто се случува како во живо, но е проба, нели, затоа се вика и пробно извлекување, каде што гледаме дали сите топчиња успешно ќе се спуштат во барабанот. Зошто овие проверки се важни? Овие проверки тоа како се многу важни, како да се осигураме ние, така да ги осигураме играчите дека двете извлекувања течат во најдобар ред и нема никаков проблем, се е регуларно и со тоа комисијата на крај ја потврдува и регуларноста во двете игри на среќа дека се одвива во најдобар ред. И за крај што би им порачале на гледачите и играчите на лото? На сите играчи, верни љубители во двете игри на среќа, им посакувам да веруваат во веродостојноста на игрите на среќа, да веруваат во џокерот и во лотото, дека се е безбедно. Дивно е само да ги уплатат своите среќни лото и џокер комбинации, а за се друго е тука подготвена комисијата секој пат пред секој извлекување со сигурност да даде зелено светло дека се е во најдобар ред. За сите љубители на инстант лозови, широкиот спектар на државна лотарија на инстант лозови се наоѓа во вашето најблиско продажно место на државна лотарија. Така да побрзајте со мала сума до големи премии. А сега стигнавме до втората игра џокер. Пред да започнеме со извлекувањето, да погледнеме уплатата. Комисија. Вкупната уплата за оваа игра изнесува 426.450 денари, фондот на добивки изнесува 213.225 денари и фондот за добивки со 6 погодоци 1 милион денари. Ви благодарам. Спремни сме, топчињата може да паднат токму во овој момент. Џокер играчи ви посакувам многу среќа во вечерашното извлекување. И веќе сме во исчекување на џокер броевите. Првиот џокер број е бројот 8. Вториот џокер број е бројот 2. Потоа го извлековме бројот 7. 6. 1 и бројот 2. Џокер комбинацијата гласи 8-2-7-6-1-2. 8-2-7-6-1-2 и можеме веднаш да го погледнеме неофицијалниот извештај. Комисија.
Неофицијалниот извештај гласи вака: со 6 погодоци немаме добивка, со 5 погодоци имаме една добивка, вредност на добивката изнесува 27.441 денар, со 4 погодоци немаме добивки, со 3 погодоци има 19 добивки, вредност на добивката 1444 денари, со 2 погодок имаме 251 добивка во вредност од 109 денари и со 1 погодок имаме 2534 добивки во вредност од 30 денари. Очекуваниот фонд за добивка со 6 погодоци за следното коло изнесува 1 милион денари. Ви благодарам. Честитки од мене и од целиот тим на Државна лотарија и Канал 5 телевизија. Секој извлекување многумина од вас остваруваат добивки, затоа бидете упорни, затоа што со среќата никогаш не се знае. А сега на најава за промоции од Државна лотарија. Тимот на Државна лотарија викендов е присутен во Охрид со промотивен штанд на Охридското шеталиште. Ве покануваме да ни се придружите и заедно да уживаме во забава, летна атмосфера исполнета со насмевки и добро расположение. Ви благодарам што бевте со нас во ова вечерашно излекување. Бидете со нас секоја среда и сабота во 20 часот на Канал 5 телевизија. И не заборавајте да играте одговорно. Државна лотарија.